Ми представува огромно задоволство и чест денес да го најавам започнувањето на културно лето Карпош за 2015 година. И исто така од името на градоначалникот, на советниците на општина Карпош и целата администрација на нашата општина, да им честитам на целата оваа организација, исто така и на организациониот одбор, бидејќи во ова жешко лето и во, како што знаете, цело лето, работно лето на нашата администрација и сите представници кои што се вклучија, го организираа овој настан и еве веќе од утре, 15 август, започнуваме со настаните кои што ќе бидат организирани, нели, и ќе бидат представени на ова годишно културно лето Карпош. Започнуваме од утре, 15 август, од 21 часот со концертот на Калиопи. Целото културно лето значи ќе трае скоро 2 недели на различни локации во нашата општина, избрани се на различни точки, нели, места каде што може да се соберат граѓани. Ги поканувам од наше име, од името на општината, градоначалникот, советот, сите граѓани во зависност од својот интерес да ја посетат оваа програма и во зависност од тоа што ги интересира да дојдат и да видат што сме припремили. Ќе има многу изненадувања, ќе има убави вечери кои што заеднички ќе ги поминеме. Осмо поред е ова, значи, културно лето во општина Карпош и знаеме дека можеби општина Карпош сигурно е лидер во Република Македонија како општина во организација на овие културни настани. Да напоменам само за граѓаните, мислам дека веќе го знаат тоа, бидејќи повеќе пати сме одржувале. Учеството и, значи, публиката се е бесплатно, значи ова го организира општината за своите граѓани, но може да го посетат и граѓаните на градот Скопје, Република Македонија, а и туристи ако има во моментот присутни во нашиот главен град. Уште еднаш да ги поканам сите граѓани да дојдат да присуствуваат, да видат што сме припремиле. Ви благодарам за стручниот дел, председателот на организациониот одбор Горан Михајлов може да каже неколку поенти. Благодарам. Почитувани, значи од име на организациониот одбор и од советот, оние што, да речеме, креира оваа програма, можам да нагласам дека оваа година работниот наслов на нашето културно лето беше од Карпош за Карпош. Значи, поголемиот дел на изведувачи и учесници на ова Карпошово лето се со потекло, работат или живеат во општина Карпош. Значи, огромниот дел, освен оние што се странците и што работат со нашите изведувачи и со нашите музичари, се жители на Карпош, работат во Карпош или одраснале во Карпош. Оние, поголемиот дел од нив ви се познати, знаете дека почнуваме со Калиопи, на крајот Огнен Неделковски во завршната вечер со Даниел Кајмаковски, Боби Мојсовски и Давид Темелков и нормално изложбата од акварелниот симпозиум со Џон Илија Апелгрин завршува. Во периодот на одржувањето имате неколку можеби групи што ви се непознати. Порке не би ја нагласил, значи тоа е групата триото Джес етно трио кое е формирано од нашиот Александар Петров кој живее во моментов во Њујорк. Куриозитет е тоа што како пианист настапува Леонардо Дженовезе кој е актуелно свири со Вейн Шортер, со класиците на джез музиката, со Вейн Шортер и со светската елита на джез музиката. Значи тоа ќе биде многу интересна вечер. Имаме вечер со келтска музика, Киклоп and the Банши се тука, имаме фотографии од познат француски фотограф кој е во процес на збратимување со Нормандија сме и они ни праќаат извонреден француски фотограф. Значи, интересна програма која би била добро да ја посетат луѓето што ги интересира културата и овој дел од, да речем, забавата. Овде имате на 28 само театарска представа, се знае ли? Тоа ќе биде изненадување, затоа што во опција се неколку театарски представи, дел од тие се на некои од фестивалите низ Балканот, тоа накнадно ќе биде кажено името на театарската представа.